Па сигурно многу работи не чинеле, штом така граѓаните масовно барат смена. Не чинише. Прво, не чинише големиот висок степен на криминализација на општеството. Второ, не чинише целиот правосуден систем кој не се ни обиде да го запре тој процес на криминализација. Трето, не чинише што власта поранешна преку владење со медиумите успеваше да задуши, да угуши секаков јавен протест. Така да тоа се вака главните причини. Тие доведоа внатре во земјата не по начинот на владење да се одвоиме, да се оддалечиме од Европа, од демократијата и така натаму. И тоа го почувствува граѓаните, осетија дека е време да се смени власта и сега гласаа за тоа. Дали тоа го направи политичката партија која беше на власт, односно ВМРО-ДПМН, или го направија поединци кои раководеа со таа партија и кои беа на чело, односно господинот Груевски? Добро, сигурно е дека Груевски има најголема вина, бидејќи беше на чело на партијата цело време на ова владење од колку 10-11 години. Меѓутоа, точно е тоа дека и во партијата се собраа доста елементи на кои им беше добро тоа владење, кои мислеа дека може да го искористат тоа владење, така да се покажа дека барем граѓаните препознаа дека и партијата е крива. Не само поединец, туку и партијата е крива и на овие избори партијата ја казнија. Ред е тој да замине. После ваква шлаканица од граѓаните треба да замине, ако е одговорен човек, ако ништо друго, барем кон својата партија. Затоа што неговото останување сега е голем товар на партијата. Меѓутоа, тука е многу важно да правилен пат фатат овие промени на институциите. Тие да профункционират, да може да ја добијат довербата, државните институции да добијат довербата на граѓаните. Тоа е сега клучно прашање и тоа останува на власта, сегашната власт. Мислам оти е ред да дојде до големо разочарување внатре во ВМРО-ДПМН. Да луѓето малку отрезнат, да поразмислат, да сватат, да дојдат до друго уверување дека таквото владење не е добро ни за нив, не само за државата и за оние кои не припаѓаат на таа партија, туку и за нив лично не е добро, несигурно е, не може да обстане на подолг рок, а може да имат и некои лични консеквенции. Затоа сега треба да се очекува еден период на внатрешно зрење во партијата, добар дел ќе ја напуштат, се разбира таа партија. Оние што ќе останат, ќе морат да тендират да одат кон тоа да се направи големи промени, да се направат во партијата и да се некако други вредности да завладеат таму во нејзиното однесување. Треба ли трета политичка опција во Македонија, на која граѓаните ќе ја гледаат како сериозна опција, на која ќе веруваат со сериозни, созријани политичари, кои, така кажано, немаат лоша позадина или лош бекграунд од минатото? Па не знам ја дали тоа треба да биде трета опција или да биде една искрена политика на отвореност кон младите, разбивање на илузиите на младите дека е главно да го јавниш конјот на власта, па после се можеш да добиеш, туку дека фактички една земја се заснива на сигурноста
и независимостта на институциите, да се обезбеди тие добро да функционират, стручно добро да функционират, непристрастно, законито и така натаму. И тојаш младите ќе можат да живеат еден друг живот и начинот на нивното формирање и погледот на свет ќе биде многу посигурен. Социјалдемократскиот сојуз во најголем дел од критиките кои ги трпија се негативни на нивна сметка е кадарноста и обученоста на луѓето. Што мислите вие, има ли Социјалдемократскиот сојуз по заменувањето на тоа така речено старо раководство на партијата, кадарни луѓе кои ќе можат совесно и професионално да извршуваат функцијата, дел како министри, дел како моментално сега како градоначалници, совети на општините така натаму? Јас тие млади луѓе многу не ги познавам, туку јас верувам во една друга вистина. Мислам оти државата треба да има и има способни млади луѓе, институциите на државата да бидат отворени за сите, без оглед дали се во ова или она партија, да компетенцијата на човекот не биде неговата партијност, туку неговата способност и честност, спремност да се ја тера работата добро. Тоа треба да се негува кај нас сега, кон тоа треба да тежниме, а не заради членување во партија или заслуги во партијата за избори за ово она да се добиат функции за кои не е дораснат човек, не. Се надевам дека тоа сепак ќе биде сведено сега на помал обем, дека сепак ќе превлада оваа вистина за која се залагаме. Македонската влада, ова на Груевски, особено од 2008 наому, од Букурешт, а и пред Букурешт, направи многу грешки кои ја изолираа земјата, кога се види колку време тоа е. Инаку, сакам да ви кажам дека на овие поголемите партии сегаш може да им влезе малку повеќе вода во ушите и им е потребно е постоење на некои добро профилирани, со јасна програма партии, ако не се големи, за да им укажат и да може да се коригират тие такви појави. Ако не беше Груевски во изминативе 10 години, дали Македонија може би денеска ќе беше поблиску до Европската унија и НАТО? Ако не беше политиката на Груевски таква како што беше, јас мислам оти ние можевме да влеземе и во НАТО, а веројатно со Хрватска да го завршиме и процесот на пристапување на Европската унија. Меѓутоа многу брзо Груевски си прикажа дека тој не ги признаваше нашите договори, не ја прифаќаше резолуцијата од 1993 година со која сме примени во Обединетите нации. Не ја прифаќаше, не признаваше привремената спогодба од 2005 година што ја имавме со Грција. Така да многу брзо тој постави зид меѓу нас и светот и дојде до ова такво заладување што ја води земјата во многу критична, лоша ситуација. Добро е што сега дојде време за смена и народот свати оти треба да дојде до смена. Она што мислам оти треба да се очекува, треба да се очекуваат интензивни и длабоки промени внатре во партиите. Демократизација на партиите, нивно дистанцирање од непосредното мешање во животот на луѓето, во институциите и така натаму, а за тоа се потребни да се пробијат способни луѓе. И затоа во партиите ќе има мешаници, ќе има отпори на такви појави, на таква ориентација, дури верувам и у Социјалдемократскиот сојуз, затоа што и таму има луѓе кои чекат само на позиција заради тоа што се во партијата. И сегаш имат поголеми апетити отколку што им се можности. Со тоа ќе се среќава и господин Заев, меѓутоа сега ја гледам дека он ракува со таа ситуација, верувам дека ќе ја тера на добро.